Добар ден, половина час попладне. Време за вестите на Канал Плюс. Како живе истокот на овие тропски температури и што е актуелно денес кај нас и во светот, почнуваме после кратката најава. Рекордно високи температури имаме денес. Рекордна и потрошувачката на вода. Истокот главно без проблеми во водоснабдувањето. Лекарите апелираат за зголемена хигиена. Самовработување на лицата со инвалидност е нова владина програма која ќе опфати 360 лица, од кои 120 ќе добијат услови за свој бизнис. Горештините не го намалуваат темпото на обнова на штипските улици. Заврши асфалтирањето на улицата Драги Крупишки, следува улица Лески. Го живееме нетоплиот ден ова лето. Времето и во наредните неколку денови ќе биде сончево и многу топло, со можно на облачување во попладневните часови во дел од државата. УВ индексот е со вредност 9, Македонија во жолта фаза, што значи изменет начин на живот, посебно во најтоплиот период од денот. Горештините се причина за низа здравствени тегоби, кои според лекарите може во добар дел да се избегнат. Тоа посебно се однесува на стомачните заболувања, кои на вакви температури се во пораст. Превенцијата за овие болести лежи во зголеменото ниво на хигиената. Таму кај што се обработува сировата храна, треба со прашок и со топла вода површините да се измијат и да се направи дезинфекција. Рацете, особено при приготвување на храна и после контактирање со сирова храна, треба да се мијат со течен сапун и со вода. Значи 20 секунди триење со сапун и после под истечна вода да се стават. Исто така, многу е битно, например, овоштието да се мие, каде што, например, и зеленчукот кај што не може за да се изврши дезинфекција, потребно е, например, да се стави во вода или со една лажица сода бикарбона или со алкохолен оцет, да се стави со 2-3 лажици во вода, да остои овоштието и зеленчукот и после повторно да се измие со протечна вода. Хигиена на работните површини, особено хигиена на малите деца, повивање на пелените мајките, после повивање на пелените на малите бебиња треба да ги мијат раците, бидејќи после ги фаќат цуцлите, ги фаќат шишињата и пренесуваат бактерии и со тоа имаме проблеми, поготово ентероколитите во ова време најмногу се развиваат. Топлото време ја подигна потрошувачката на вода на рекордно ниво. Минатиот ден Штипската филтер станица испорачуваше рекордни 315 литри во секунда. Апел за штедење на водата упатуваат надлежните, иако засега водоснабдувањето се одвива нормално. Со порастот на температурите во последните денови бележиме и пораст на потрошувачката на вода. Просечната потрошувачка бележи пораст од 200 литри во секунда до 230 литри во секунда вода во текот на вчерашниот ден или околу 20.000 метри кубни просечна потрошувачка на вода на ден. Максималната потрошувачка исто така бележи пораст од максималните 270 во претходните денови. Бележиме максимална потрошувачка од 315 литри во секунда вода во текот на вчерашниот ден, што е најголема потрошувачка на вода за овој летен период. Потрошувачката најверојатно ќе го држи ова темпо и наредните денови со оглед на тоа дека температурите продолжуваат, тропските температури продолжуваат. Како филтер станицата, како капацитет, дали е подготвена да одговори на потребите? Филтер станицата обезбедува доволни количини на вода, значи е подготвена да го задоволи градот со доволна количина на вода, но сепак останува апелот за рационално користење на водата. Самовработување на лицата со инвалидност е новата владина програма која ќе опфати 360 лица, од кои 120 ќе добијат услови за свој бизнис. Близу 60 милиони денари се планирани за оваа активна мерка, на која право на учество имаат невработените лица со инвалидност. Вработување на 360 лица, од кои 120 со инвалидност, што ќе се креираат собствен бизнис и дополнителни 240 невработени кои ќе се вработат во новоформираните предпријатија, ќе овозможи програмата самовработување на лица со инвалидност. За нејзино реализирање владата предвиде 59,28 милиони денари, а право на учество имаат сите невработени со инвалидност.
Целта е да се зголемат вработеноста и можностите на пазарот на трудот за невработените од оваа категорија граѓани. Наредните 30 дена сите заинтересирани ќе можат да поднесат апликација во Агенцијата за вработување. Оние лица кои не се во евиденција, истиот ден кога ќе се пријават за активни баратели на работа, ќе можат да поднесат апликација за оваа мерка. Викендов заврши асфалтирањето на улицата Драги Крупишки во должина од неколку стотина метри во штипската населба Дузлак. Асфалтирањето на оваа улица чини 1,4 милиони денари. Наскоро ќе се асфалтира и улицата Лески во населба Баби. Предвидено е асфалтирање и на улица 1 Крак 1 во населба Железничка во вредност од 3,2 милиона денари и во Долна Железничка во вредност од 3,4 милиона денари, откако прво ќе се работи на водоснабдувањето. Покрај овие улици, асфалт ќе има и за делот Маршал Тито, кај јавното предпријатие ИСАР, за улицата во населба Чардаклија, Пиринска, Васил Доганџиски и уште десетина други помали улици во населба Дузлак. Грчките банки ќе бидат отворени од денес, а веќе изминаа 3 недели откако владата реши да ги затвори заради застојот во преговорите со меѓународните кредитори за спас од финансиски колапс. Во меѓувреме Атина постигна договор со кредиторите и доби нов заем со кој избегна банкрот и напуштање на еврозоната, но со обврза на длабоки економски реформи. Известни рестрикции во работата на банките сепак ќе останат на сила, како на пример блокирање на трансакции на пари во странство. Грците сега се соочуваат со раст на цените заради зголемениот данок на додадена вредност. Германија, една од најмокните членки на Европската Унија, најави дека ќе размислува за нови отстапки за долгот на Грција. Болниците во Сеул, во кои се појави ширеше фаталната зараза од вирусот Мерс, од денеска се враќаат кон нормална работна состојба. Во последниве 2 недели во Сеул немаше пријави за нови случаи зафатени со болеста, кај нас позната како Нилска треска, од која во Јужна Кореја досега починаа 36 лица. Појавата на смртоносната болест во Јужна Кореја, прв пат регистрирана на 20 мај, беше причина над 6000 лица да бидат ставени во карантин, а вкупниот број на заболени се искачи до 222 лица. Покрај тоа што внесе паника меѓу населението, појавата на вирусот Мерс нанесе значителна економска штета на Јужна Кореја. 14 афганистански војници утринава се убиени од пријателски оган на американските воено-воздухопловни сили во афганистанската провинција Логар, јужно од главниот град Кабул, каде се активни талибанците, пренесува француските медиуми. Настапот во Баку е минато, а наскоро следува најзначајниот надпревар за македонското борење годинава, светското првенство во Лас Вегас, што ќе се одржи од 7 до 13 септември. До него неделат неполни 2 месеца, а тоа ќе биде прв филтер за обезбедување на олимписка норма во Рио во поединечни категории. До сега Македонија има сигурни 4 учесници во слободен и еден во грчко-римски стил. До 61 килограм ќе настапи Јасин Ереджелари, до 68 Дејан Митров, до 86 Халил Зубаиров и до 125 Бобан Данов. Федерацијата прави притисок да добие уште едно место и тоа за Дејан Богданов, кој би се надпреварувал во категорија 96 килограми, а во грчки римски стил наш представник ќе биде Тимур Хамикоев. Подготовките главно ќе се одвиваат во Бугарија, а постои можност завршните 7 дена да се организираат во Лас Вегас со цел за што подобра адаптација на тамошните услови. Откако во месец мај освои бронза во борење грчко-римски стил, Кристијан Воденски го освои сребрениот медал во борење слободен стил на 15-тиот Карл Шпис Герехтнис турнир во Грабен, Нојдорф, Германија. Тој настапи во категоријата до 26 килограми, каде што имаше 4 победи и 1 пораз, како член на екипата на АСВ Грисхајм. Во неговата категорија настапија Мохамед Исаев, Николај Васик, Џон Кетерлинг, Левин Гиндик и Роберт Сендграф. Но треба да се каже дека борбата во која што беше поразен Воденски, речиси беше добиена бидејќи водеше со 6-0, но на крајот противникот Левин Гинлинг ја доби со 8-6. Тренерот на Воденски, Ване Воденски, кој и негов татко вели дека е задоволен со оглед на тоа што многу малку време тренирал борење слободен стил,
Инаку борбата на младиот даровченец Кристијан Воденски против противникот Исаев беше 100-та борба во неговата кариера, воопшто во сите спортови каде што ја забележи и 100-та победа. Ова е се во пладневното информативно издание на Канал Плюс. Повеќе содржини за случувањата денес гледате во дневникот во 16:30 и на веб порталот kanalplus.mk. Имајте убав ден и почитувајте ги лекарските совети за живот на тропски температури.